Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Денес е 123 годишнината од смртта на македонскиот апостол на слободата, горостасот Гоце Делчев. Вечна му слава и вечна ја памјат. Имам чест на овој големи торжествен ден мој гостин да биде Дардан Венецки, истражувач, новинар, правник, дел од Македонски манифест. Добре дојде. Добро најдов, Љупче, поздрав до гледачите на телевизијата. Дардан, еве денеска да почнеме со она што е дефинитивно денес, зборуваме за 123 годишнината од Гоце Делчев. Што за тебе представува Гоце Делчев? Па Гоце Делчев за нас е икона, со еден збор ако треба да кажам. За жал му ги уриваат коските, не му даваат мир на човекот. После 123 години му еменуваат етничката припадност. Тоа можам да кажам. Страмото е ова што се случува меѓу два соседни народа. Да ние се караме за етничката припадност на еден револуционер кој што починал пред толку години. Страмота. Зарем ќе го скорнеме сега од гроб и да го прашаме како се чувствува. Етничката припадност е лично чувство. Не можам јас да зборувам, не може вие да зборувате, не може никој друг. Ние може да зборуваме за неговото дело, за што работел и за кого работел. И тоа е, еве сакам да им порачам на бугарите, ако се патриоти, ако се соседи, ако се почитуваат себе, треба да не почитуваат и нас. Ние сме два народа, бугарите и македонците се сосем две раси. Се разликуваме расно, генетски, антрополошки, јазично, културолошки, по обичаи, по фолклор, по све. Тие се азијатски народ, дојдени со жолтен коси очи, со народна носија свилени шалвари, чалми на главата и со којска опашка место знаме. Може ли некој Гоце Делчев да го замисли вака облечен, качен на кој, со којска опашка на стап место знаме и уште живо месо под седло ала татар бифтек и да крева револуција. Бугарите, сега ќе ги подсетам, уште 1364 година, прв што ги пропушти османлиите на Балканот беше бугарскиот цар. 1364 година, дека македонските феудалци гинеа на Марица, тие ги пропуштија како крвни браќа. 1366 година во Бугарија во Варна издадена книга од Јордан Тодоров, Зелениот гроф, во која што е даден етнички опис на бугарите. Го дава агутантот на савојскиот рицард Огис Дела Фром, кој што имал жива средба со бугарите, исто ги опишува вака како што кажав, како азијатски народ. Во очи на возобновувањето, односно признавањето или оформувањето на бугарската црква, таа е од 1870 година, делегација оди во Цариград од Авери Чомаков, представници на Бугарија, ги прима Али Паша со зборовите му бараат црква. Се разбере, тој вика, ќе ви дадем и црква, ама и вие знаете дека и ние знаеме дека сме исти крв, и вие и ние знаеме дека не сме словени. Од вас зависи дали све ќе успеете да попугарчите. И сега ние, после вакви факти, вакви докази, да се расправаме за етничката припадност на еден револуционер. И најголемиот доказ, и со тоа ќе завршам, 1880 година, првиот попис во Бугарија, во кнежеството Бугарија, нели, после оформувањето, после Берлинскиот конгрес, каде дојдоа бугарите на чело со Аспарух, таму ги најдоа попишувачите на првиот попис, се декларираа како стари или асли бугари. Со своите шалвари, со своите чалми, со својот турко-монголски јазик и со својата конјска опашка, како знаме. И сега, ние да се расправаме, па тоа е страмота. Цела Бугарија, бугарите не се етникум, не се етничка категорија. Тие се политоним. Све што мрда на територијата на Бугарија, бело, жолто, црвено, црно,
без оглед на кој јазик зборуваат, тие сите се бугари. Али мнозинството население, овие што ги кажав сега, турко-монголите, ги најдоа на пописот под Дунав, североисточна Бугарија. По општини од 50 до 95%. Се она другото, надолу кога идеш, до грчката граница, тоа се староседелците, македонци, мизици и тракици. Меѓутоа, Полиби, најголемиот римски историчар втори век пред нашата ера, во својата историја 39 тома, вели дека и Винко Прибоевиќ во својата книга о пореклу изгодама Словена, Венеција 1532 година, велат дека тракиците, мизите и лирите се македонци. Не затоа што биле покорени и асимилирани од македонците, него што затоа што нивниот јазик, култура и обичаи се македонски. Така да еве да завршам овој воведниот дел. Да, ние сме един народ во две држави, ама не бугари, не турко-монголи, него македонци со македонски јазик. Они самите тврдат дека кога дошле го дали името Бугарија, но го напуштиле јазикот, го земеле јазикот од домородните словени. Ама не сакаат да кажат од кои словени. Словенските народи, словенските јазици имаат име. Први соседи им се само србите и македонците. Треба да кажат кој словенски јазик го зеле. Македонски или српски. Не го кажуваат. Али за жал имаат подршка од нивните сојузници, вечити знаеме кои им се од 862 до денес и сега ќе не газат, ќе не уценуваат во пристапните преговори. Мислам дека сум кажал кој е Гоце Делчев и што е. Тој се бореше за македонската кауза. Едно писмо го вадат, тој на мајта кажува некоја работа, другите 30 писма во која што се декларира како македонец и борец за македонската кауза, тоа го премолчуваат. Денес како го објави дека ќе бидам гостин овде, одма ми пратија нашиве пријатели Facebook редли, ги имам низ поради емисиите што ги правев во телевизија, што се ги имам по сите континенти, ми праќаат објави по веснициве странски, во овој случај од New York Times од 1903 година, смртта на Гоце Делчев ја дава овој весник како погибија на водачот на македонските револуционери. А такви ги има и од Британија, и од Франција, и од Австралија, од кадене, ги има од соседство. Тоа е излишно да се разговара. Ако се прави соседи, треба да не прифатат такви какви што сме, затоа што после нас они ќе дојдат наред. Ние сме колатералната штета во големиот цивилизацијски судар во кој што словените се европските индијанци. Не сваќаат дека мнозинството и тие се словени, дека и тие ќе дојдат наред. Малку ако имаат сенс, ќе треба да не бранат како капка во очи, за утре да може да се одбранат себе си. Настрана од тоа, Гоце Делчев е роден во Кукуш, кој што никогаш немал абер од Бугарија. Меѓу другото, како што и денеска ни се случува тоа, и тогаш сме си пателе од нашите во наводници. Небадијала неговата мисла е дека не познава земја која што повеќе патела од своите синови одроди, нели? И 10 мина се после неговата погибија убиени од македонските, нели, револуционери, дел од нив се оние кои што го предале Гоце Делчев, дел од нив се линчувани врз неговиот гроб е пролиена нивната крв како символика, нели? Но еве ни се повторуваат работите за жал и денеска на еден ваков ден каде што треба македонците да се обединат околу ликот и делото на овој голем човек, наместо да се случи тоа, имавме како мала дигресија, еден мизерен настап на опозицијскиот во наводници лидер, кој што не е ни лидер, и кој што изнакаже еден куп политички поени, нели, да поентира, па не знам, Гоце Делчев да ке бил сонив против денешното ВМРО, докаде веќе не отиде, го злоупотреби, тоа го направи позади, беше гробот на Гоце Делчев, тоа е пред црквата Свети Спас се случува. Како гледаш на ова нешто што за жал ни се повторува, од секогаш си патиме од нашите. Да, тука си бугарите, тука си турците, тука си грците, тука си србите и албанците, ама секогаш целата ни историја си патиме од наши одроди. Па види, ние тоа е докажано. Од своја глава си патиме.
Нас никој не може да уништи ако сами не се избришеме. Од Лисабонската декларација па наваму стратегијата на оној субјект од народот опен како вавилонска блудница и на уништување на само идентификација. Сами да се избришеме, за да не можеме повторно да им воскреснеме. Досега им воскреснувавме после сите погроми. Так. И затоа тие не настапуваат сами. Тие имаат своји слуги во соседството, меѓутоа јас ги велам и измекери, или мислам дека денес повеќе им прилега епитетот политички проститутки, кои се продаваат за дебели пари. Извештајот од СИА сите го видовме. Так. Што не предупреди дека Киро Глегоров одбил подкуп од $100 милиони за продажба на името. Меѓутоа името се продаде. И знаеме кој го продаде. Еве ја не знам. А видовме според Друга ми е поентата. Така, се разбирам. Да. Љупчо, Да. да не испадне сега сме се знајковци, Да. ама народот знае. Да. Ја не мора да кажам. Така. Јас само ќе кажам она што мислам, ќе го насочам, а народот ќе се оцени. Значи некој го продаде за $100 милиони евра. Поминаа неказнето. Јас пораката од СИА ја разбирам како порака апсете неказнивоста да не ги побуди апетитите на некои други политички структури, на други поединци, еве се најавуваат повторно етнички тензии за нова продажба. Се будат апетити за нова продажба, за нови 100 милиони. Тоа е огромен влог. Ако за ова треба апсење, бе, треба доживотен затвор. Па тој што зел 100 милиона ако поминал неказливо, нормално е да се големи пари се во игра. Знаеме во грчкиот парламент зашто си поднесе оној дебелион министер за надворешни работи последно прашање во парламентот кога го праша каде ги потрошивте 50 милиони евра. Мораше да каже во парламентот и утредната си даде оставка. Ама сега зборува за поголема сума. Сега е јазикот и црквата имаат поголема вредност. И затоа треба тоа да се исече во корен. Како гледаш на тоа што тие што го правеа тоа и го продадоа најсветото нешто, името, сега велат дека биле продолжители на идејата на Гоце Делчев. Гоце Делчев сакаше ли да ни го смени името, сакаше ли да ни го смени знамето, тој не се борел по тоа знаме што ни е денеска и комитите и партизаните се бореле, ги има тие знамења и во Баргала и во Плаошник и на сите македонски, во сите цркви го има сонцето од Кутлеше. Истите тие денеска велат дека биле продолжувачи и света за нив била идејата на Гоце Делчев. Малку не оди работа една со друга. А ја кажуваат ли идејата? Да. Не ја кажуваат. Да. Која е идеја? Европска и демократска Македонија била идејата. Мислам дека Па што е Македонија? Так. Географски поим. Да. Оние треба да кажат за која Македонија зборува. Дали она на Ванчо Михајлов, Швајцарија на Балканите? Или она Македонија која што ја зацрта Бугарската академија на науките 97-98 година, како етничка територија на Бугарија. Цела Македонија е етничка територија на Бугарија. Измислица на Тито и Коминтерната. За такви ли Бугарија зборат? За Гоце Делчев, за тоа ли зборат и бившиот председател на комисија Ќоргиев? Бивши министри, бивши премиери, разноразни самопрогласени црковни аналитичари, политичари, колумнисти, професори. За тоа ли? Главни звезди се на бугарските медиуми и портали. Крајно време е да се освестиме, ама нема освестување додека не дојде апс, доживотен затвор. Овие дела не застаруваат. Јас пак ќе кажам, апсење, судење, обвинение. предавство? Си има да куп кривични дела таму во кривичниот закон. Јас сум кривичар по професија, да беше Сотир овде, одма ќе ти кажеш и по кој член. Јас сум правник, меѓутоа сум работел граѓански предмети, работни спорови. Меѓутоа, тоа е во групата на најтешки кривични дела против народ и држава. Починување на сопствената држава.
Ти си е довел во состојба на подчинетост и зависност од других. Тоа ние сме суверена држава. Како може некој овдека да ми попое, да ми пише учебници, да ми пишува историја и уште ќе разговарам, ќе преговарам со него. Зашто да преговарам? Единствено спорно со соседиве ни се името, идентитетот, јазикот, историското и културното наследство. Зашто сака тој да разговара? За нешто што не се разговара. Ни случајно. Така. Нашиот идентитет, јазик се заштитени со меѓународното право, со повелбата на Обединетите нации, со Универзалната декларација, Европската конвенција за правата на човекот, Конвенцијата за спречување и казнување геноцид. Све е ова забрането. Тоа не смее да се чепка. Тоа е наше неотуѓиво право, правото на самопределување и самоидентификација. За тоа нема разговори. Ако се решиме да стоиме, тоа што значи ние идентитетските прашања сами ги ставаме на маса. Ако ги ставаме на маса, ние да. Тоа така го може да правеше ги изгубиме. минатата влада, тоа го правеше минатата. Иначе никој не може да ни избрише ако сами не се избришеме. Точно. Меѓу другото, тие деновиве имаше неколку трибини, да ги наречам, нели, обраќања, поврзани со една голема тема, важна тема и тема која што многумина не ја знаат. Повторно остануваме нормално во рамките на Македонија, но сега зборуваме за стожерот на македонизмот, да го речем слободно, стожерот на Македонија и на македонската држава и на македонскиот народ, тоа е Македонската православна црква. Ти велиш дека е тоа првата православна, првата црква во Европа. Па тоа не го велам ја, тоа го вели Библијата. И јас ја цитирав Библијата. Ние сме библиски народ, запишани во неа, дури 28 пати во Новиот Завет и уште 10 пати во Стариот Завет. Македонската црква, македонските цркви, македонските манастири се последниот и најцврстиот столб на македонизмот. Нивното рушење ќе биде крај на оваа на држава. Тоа се духовни просветителски центри, благодарение на кои ние 2000 години оставивме како Македонија и македонци без собствена држава. Тамо луѓето разбира кој се, што се и од кога се. Друг не треба да ни кажува. За жал, ја носи истата судбина како и државата и проблемите на народот, оспорени од сите страни, негирани од сите страни, присвојувани од сите страни. И морам да прашам и да кажам кому пречи, како и за името, им пречи, мислам, и за идентитетот, и за јазикот, името на црквата, како што пречи името на државата. Јазикот ќе видиме, ако имаме време, некои примери да ги споредиме, древната македонска религија, која што јас во книгата на Македонски манифест издадената, имав еден текст, македонската религија на сонцето, преточена во крстијанство. Изнесов многу докази, многу паралели. Ќе видиме дека многу црковни библиски символи, поими, имиња, етимолошки ако се обработат, тие сваќаме дека имаат основа во нашиот денешен македонски јазик. Тоа е она што на западњаците им пречи. Веќе ги кажав во воведот кога беше за Гоце Делчев, тие што им пречи. Тоа се западните центри на моќ, нивните слуги во соседството и домашниве измеќари. Ги набројавме кои се. За жал, това е. Сега, сакам да кажам нешто за црква, да се вратиме на темата. Не велам дека ние сме, не е тоа моје тврдење, тоа е во Библијата запишано. 28 пати. Секој треба да земе книгата на професор доктор Ратомир Гроздановски од Богословскиот факултет, Апостол Павле и македонците. Тој за секое спомнување на Македонија и македонците во Библијата дава изворни податоци дека се работи за етнички, а не за географски поиме. Ги руши тезите на сите негатори околу нас. Ке почнам значи со делата апостолски 6 до 16:10 во кој што дословно се вели: тргна апостол Павле со своите придружници
да почне со ширење на евангелието во Азија, меѓутоа беше спречено од оној Светиот Дух не вели иди понатаму. Значи он е воден од озгора, доаѓа во Мизија и Битинија, повторно се ева не тамо, продолжи, доаѓа во Троада, тоа е западниот брег во Мала Азија, каде што има познато видение забележено во 16:9. Му се јави човек македонец и го повика дојди кај нас и помогни ми. И тогаш во 16:10 клучната поента моја што сакам да ја разработам оваа теза, 16:10 апостол Павле вели: тогаш свативме дека оној горниот ни патува токму таму од Македонија да почнеме со ширењето на евангелието. Оваа црква има континуитет од апостол Павле, од неговото второ мисионерско патување 50-53 година, 51-52 мислам дека бил во Македонија, и следат податоците дека во овие дела апостолски прва христијанка е Лидија Македонката од Филипи, нејзината куќа во Филипи е првата црква во Европа, апостол Лука е првиот европски епископ, а во македонските градови Филип и Солун се првите црковни општини во Европа. Продолжува 535 година со Петруш од Таурсо прекар управда, во латинска транскрипција Јустинијан или Истинијан, Вистиенијан, и црквата е крсти црква на првата вистина. Јас така го толкувам Јустинијана прва. Што е тоа што се крие во името црква на првата вистина? Ако не апостолското приемство. Затоа хроничарот на Јустинијан, Прокопиј Кесаревски, негов современик, вели дека ја нарекува таа црква глорисима префектура, најславна префектура. Зошто најславна? Па токму поради апостолското приемство. 1018 година Василije II го ја симнува во ранг на архиепископија, меѓутоа со Василиките негови на Лав VI потврдува дека таа е на темелите на Јустинијана I. Никогаш оваа црква не била канонски укината. Била забранета со ираде од султанот, меѓутоа тој е инороден и иноверен орган. Со заминувањето на османлиите од овие простори, престана временското и просторното значење на тие простори и ние само си ја возобновивме, затоа што според одлуките на Вселенските собори од првите, еднаш црква секогаш црква. Одлуките на папата и на Вселенската патриаршија се вечни и непроменливи. И ние само си ја возобновивме на црковно-народните собори 43 година издеглавје и 45 година. Сега тука доаѓаме до централното прашање, нели видовме зошто апостол Павле го почна ширењето на евангелието токму од Македонија. Тоа е централно прашање. Зашто? Одговорот на ова прашање ќе го даде и одговорот зошто сакаат да не нема. Зашто не бришат? Зашто не пресујуваат? Апостолското приемство, прва црква е само една од причините. Меѓутоа многу повеќе им води името предзнакот македонска. Не можат да го смислат, затоа што го содржи кодот кој што го дешифрира минатото. Кажам веќе да не се повторувам. Црковните символи, имиња, поими, огромен број од нив, не сите се разбира, се разбирали со нашиот денешен македонски јазик. Тоа е времето кога македонците, односно завршува периодот кога македонците 300 години владеева со светот во Африка, Азија и овде. Тоа значи имаше многу структури од Македонија отидени таму во администрацијата и едно и друго, и тие тоа го знаеле, творците на религијата. Значи македонците не само што први го примија христијанството, тие се и творци на оваа религија, директни учесници во создавањето. Има три основни причини зошто апостол Павле тргна од овде. Првата и основна и најважната е затоа што новата религија, христијанството, беше многу блиска до она на древните македонци. Има стотици примери во оваа книга, кажав, на Македонски манифест,
Добро е да се земе и книгата на Злате Крстевски од Битола, Врвен Копаничар, меѓутоа Врвен познавач на символиката во копаничарството, издаде една книга Символите на македонското копаничарство, во која што стотини и стотини символи од најмногу по црквите, тој работи најмногу од таа проблематика и ги споредува со символите кои што ги користеле македонците. И посебно има неколку книги Донски во своите книги, врските меѓу древните и денешните и религијата. Сега да не ги листаме сите, јас одбрав некој за да видите колку е блиска нашата древна религија. Јас се крстев религија на сонцето фигуративно, затоа што нашиот основен бог е Дзе, негде Ил, Ило, Иле, Илија, Вид, Свевид, Перун, тоа е секогаш сонцето, создателот, творецот. Меѓутоа, покрај сонцето, најпочитуван символ на македонската земја во најдревни времиња е крстот. Никој за жал за ова не пишува. Професор доктор Дучко Алексовски од Кратово, иначе живее во Куманово, најголемиот стручњак за карпеста уметност. Најстарите писмени записи се по карпите, цела светска елита во карпестата уметност му се поклони, а тој 18.000 страници, 15 години не може да ги објави, не може да собере пари 17-18.000 страни. Тоа е нешто грандиозно, не може толку години да го отпечати. Најде 400 крстови во Македонија по карпите и ридовите кои датираат уште до неолитот. Потврда дека тоа еден од најстарите символи имаме во еден од најстарите митови за настанокот на светот, објавен од најголемиот хеленофил, мислам дека ако знаел немало да го објави, тоа е митот за настанокот на светот од планината Олимп. Дори тројца антички автори Олимп го третираат како македонска планина. Тоа се најголемиот географ Страбон, Теофраст и Хесихи. Грците прв пат на Олимп се качи 1913 година, после Балканските војни. Според тој мит, прво беше големата мајка, родилката, создателката, тоа е секогаш земјата. Се вели во митот настаната од хаосот, па сама возникува горе од оној горниот, Васил Илјов го вика Гуран, а горе оној кој дава живот е само сонцето. Живот не даваат звездите и месечината, него само сонцето. Тоа со својата топлина и влага ја оплодува земјата да таа почне да раѓа, да рати. Затоа првиот пролетен месец кога почна да буи тревата и за луѓето и за животнице е март. Значи, резултат на, значи, она прво го роди тој горнат, па се споили, се вкрсти со него. Еве зашто е крстот еден од најстарите символи на македонската земја покрај сонцето. Резултат на тоа вкрстување се сите планини, мориња, реки и езера, сите животни, сите луѓе на планета Земја. Сите сме нејзини чеда. Сега, многу интересна работа е тоа што практично тие кој ќе го земеш крстот, велиме дека е поради тоа најстариот символ. Елементите на крстот се вградени во древната македонска азбука, кај Диодор од Сирија тоа е врежаните знаци на пелазгите, а кај чернолицец Храбар тоа се чертите и речките. И сега, кога ќе според толкувањето на Тентов и Бошевски, професорите наши, кој што го дешифрира вториот текст на каменот од Розета, тие велат дека хоризонталниот дел од крстот е буквата А во древномакедонската азбука. Тоа е женскиот принцип, буквата А ја символизира првата, а вертикалниот дел од крстот го символизира првиот, создателот, творецот. И се чита од десно на лево Ија, со значење земја, но не било која земја. Тоа е земјата на првата и на првиот, на создателот, творецот, сонцето и на Божјата мајка земјата. И која е таа земја на првата и на првиот? Ако го созделе тој македонците од македонската планина
Олимп која е? Ајде да видиме која е таа Македонија. Ако го разделиме името Македонија на два дела, што добиваме? Македонија. Сите древни автори велат дека народите ги добивале имињата спо некој митски предок или познат или истакнат крал или цар. Тоа е општо прифатено во антиката. Денес се премолчува, од побуди, не ќе да навлегувам во причината, не е тоа денес тема на разговорот. Значи се чита земја на Македон. А нас ни учат Македонија значило рамна земја, висока земја, планинска земја, се онака како што други нарекувале. А никој не се пушта во тоа што значи Македонија во нашиот јазик. Еве во овој случај на стариот мит кажува земја на Македон. Ама ние сме единствена земја во светот која што името го носиме и по Божјата мајка. Па ако го разделиме името Македонија на три дела, добиваме Македонија. Скратено Дона Дон, Маке е мајка во сите словенски јазици, Дона е господја, Ија земја, слоговно од десно на земја на господјата, односно жената мајка, бидејќи е света, земја на Божјата, земјата на Божјата мајка. Потврда добивме кај Петар Поповски, кој што пред некоја година најде енциклопедија од 17 век во Рим, кај што македонците биле нарекувани Македонија мајка на светот. Ми направи најголема сатисфакција. Моите емисии така гласеа во Сонце, Македонија мајка на светот ме правила занесењак романтичар, меѓутоа Петар Поповски ми го осветли одвор, потврди дека не случајно јас според доказите што сум ги имал од антика, тачно сум ја именувал Македонија онака како што Петар Поповски ја најде во енциклопедиите во Рим од 17 век. Потврда имаме и на каменот од разрезата дешифрирани од Тентов и Бошевски. И сега, таму не знам дали ви го пратив слайдовите. Од слайдовите, дали го пратив мозаикот од Неаполис Александар Македонски со крстот на рамото. Да го побараат колегите? Мислам дека го нема, го промашив, моја грешка, меѓутоа еве ќе го покажам на која камера ќе иде. Да, повели. Ова. Значи, на каменот од рзета е забележено, го дешифрира Тентов и Бошевски, на рамената на хероите да се навезе крстот. И тој го има на своето десно раме крстот. Еден од основните символи на македонска ми. И другиот запис од каменот од рзета е македонците себе си се сметале деца на Мо, но и деца на Во, значи на Божјата мајка и на водата. Точно како што јас го кажав. Значи името го носиме и по Создателот Творецот и по Божјата мајка. Многу е интересен податокот на Наде Проева. Јас со Наде Проева имав доста полемики преку Нова Македонија и преку телевизија Сонце околу нејзиниот хеленизам и хеленистичка култура, меѓутоа овој пат морам да оддадам признание, таа е сепак голем познавач на антиката, многу работи сум научил од незе и околу оваа работа, околу црквата, фрапантен податок. Изради податок дека најраспространет мит од овие простори низ целиот Медитеран е митот за Божјата мајка и незиниот придружник Ати, она без са не може без интерпреток ретека, тоа е Ати, тати, ата или тата, ате или тате. Во старословенскиот јазик познато дека тоа е татко. Значи на Божјата мајка и на таткото. Од каде ата кај древните македонци, ако ние сме дојденци во 7 век. Гледате колку црковни символи откриваат. И друг податок што таа го дали, та вика деновите на славењето на Атис, она го вели Атис, јас го велам ата, ате или тате, бил во храмот на големата мајка. 25 декември раѓање, 22 март умирање и 25 март воскреснување. Ви асоцира ова на нешто? Да. Само првиот датум како по католичката црква, кај нас во православието е 7 јануари, да. 7 јануари. Иначе све исто. Великден, да. Еве ти го, не треба да го објаснувам. Гледачите ќе го разберат. Кај древните македонци,
Врховен бог е сонцето. Кажав, Дзе, Ило, Иле, Перунс, Вид, Свевид, секогаш е сонцето. А кој е денес? У кого се крстиме? Во Исус. Повторно сонцето. Божиот син е сонце. Отецот во древноста кај македонците, создателот е сонце, и сега е сонцето. Нека го прочита секој Евангелие по Јован од Светото писмо Нов Завет 8:12, ќе види дека Исус за себе вели јас сум светлината на светот. Кој врви помине нема да гази темнина. Сам себе се представува како сонце. Сонце е за нас многу најпочитуваното античко божество Дионис. И јас сега ќе ја замолам режијата да го пушти првиот слайд, мозаикот од Плавошник. Еве, гледачите го гледаат, ова е во крстилницата до Свети Климентовиот храм, ова е фрапантно нешто, го гледате сонцето на забено целиот круг, тоа е небесното сонце, нашиот врховен бог, во средината лавот, земното сонце. Арслан, велат турски збор, ама Арслан го употребува и Хомер. Од каде е Хомер турски збор? Арслан, Ар е земја, слан слонце, земното сонце. Нашиот грб е лавот. Ама го гледаме со исплазен јазик на умирање, но затоа што гледаме околу лавот? 3 јагули, енхели. Енхалон е струга. Патот кај што поминуваат јагулите. Според легендата, Кадмо и Хармонија се претвориле во јагулите. И ова е символично представени Кадмо и Хармонија, неговата жена, но со нив и керката Земајла ја гледате, третата јагула, со круг сонце во утробата, бремена со Дионис. Нашите велат од археолози од 6 век. Ама каде пагански божества и митови од антиката во храма кој настанат 6 век. Кога ще Константин 313 година со Миланскиот едикт го прогласи како една од официјалните религии христијанството. Ова треба да е многу постар, меѓутоа не е битно. Гледате и Дионис. Зашто е за нас Дионис најпочитуваното божество важно? Затоа што според митологијата тој е бог на вечниот живот и воскреснувањето. Гледа паралелата со Исус. И тој воскреснал. Дионис ќе го видиме. Јас би сакал да го пушти вториот слайд режијата. Еве го Дионис. Погледнете го, Дионис раснат на крст 5 век пред наша ера во Тракија. Ама кажавме во Воведот дека според Полибије и според Винко Прибовиќ тие се македонци. Па и Исус беше распнат на крст. Која е етимологијата на Исус да видиме? Можеме ли да разбереме во грчкиот, еврејскиот, латинскиот, во ниеден јазик, освен Дио е 2, низ, носен, донесен, 2 пати носен, 2 пати донесен на свет. Кој ја знае митската приказна за раѓањето на Исус, знае дека тоа е недоносче, умира мајка му, го зима татко му, го сошива во бедото, го доносува и повторно го носи на свет. А во Бустаферон читање, тој е син на Дио. Тоа е читање, се двои на 2 дела, Дио и Нис, едно по друго се става, долниот дел се чита од десно кон лево, син, па се проаѓа горе Дио. Тој е Бог. Син Божи. Па и Исус е син Божи. Дионис е роден во близина на Охрид. Хомер вели во Плакенска Теба, 14-та песна, 320 и 325 стих. Секој нека провери која има дома Илијадата. Онаа Теба доле кај Атина, тој ја нарекува Долна Теба. А сите описи овдека се за војувањето на Ахил во овој гре, во Тројанската војна, го врзува за Плакенска планина. Единствена планина, Плакенска е над Охрид и над Требениште. Ја можам да претпоставам кој е, меѓутоа последниот збор ќе го кажат археолозите. Најверојатно Теба, тоа е Требениште, од кој се наполните 4 музеи: Белград, Софија, Охрид и Скопје. Изузетно многу податоци. И дека е така, потврда дури имаме и од Евлија Челебија, кој описот на Охрид, легендата за Охрид ја почнува со легендата што ја слушнал од местните жители за 7 кралеви кои го разрушиле градот. Па тоа е познатата трагедија на Исхил, 7 кралеви
кои се обединиле да разрушат Теба, па Теба е во соседството на Охрид. Нека ја барат. За жал Требденица денеска е уништена, камен на камен таму нема остаено. Тоа е нашата негрижа за... Придружник на Дионис е силен. Придружник на апостол Павле во неговата мисија е сила. Гледайте врската од каде се земли. Ќе замолам режијата да го даде Константиновиот крст или крстограмот. Дали можеме... ова е Ниса. Оставете ја картата. Еве ти родното место на Дионис. Во древните автори, како што е Аријан, тоа е местото Ниса. Ама гледа го, ова е карта пронајдена од познатиот истражувач од Охрид Милош Линдро. Ниса ја гледаме до Охрид, над Ниса, еве ги заокружени струите, Охрид и Ниса едно до друго. Да. Дионис е тука. Точно како што кажува Челебија, точно како што кажува Хомер. Ова се факти, нека ги побие некој. За жал, никој ова не го зборува. Ова треба да се учи во училиште. Да знаат децата, не да не мамат, да не лажат, да не прават дојдинци, тугинци, натрапници, узурпатори и да не присвојува кој ќе стигне. Сега Константиновиот крст, многу е интересен. Ова е Константиновиот крст на кој му се сонил на Константин први велики, императорот кој што го воведе христијанството како една од официјалните религии во империјата, 313 со Миланскиот едикт, и овој символ тој го воведува како основен символ во империјата. Меѓутоа, велат дека е од 4 век. А србите најдова го истот овој во Винициум кај Костолац, први век, а сега нека пушти режијата наредниот слайд, монетата, ова е Феникија, исто од Милош Линдро, да се видите дека изворната Феникија од каде што е Кадми, основачот на Теба и на Лихнит, еве каде е. Денешен Епир е Феникија. Кадмо од Феникија доаѓа, не од Мала Азија. После дел се сели таму, кога се селат и фригите, се селат и тие. И наредниот слайд, еве погледнете го, ова е фрапантно нешто. Што забележувате? Ова е монета од Птоломеите, кој што владева со Египет од 332 година до 31 од Старата ера. Ме ги носите норево, што гледате? Крстограмот. Да. Константиновиот крст, символот во христијанството. Чите го од десно на лево КРСТ, од лево на десно КРСТ. Скратеница ИСКР и од десно на лево. Повторно со нашиот, тука се комбинираните азбики и од коиното, и од кирилцата, и од латиницата. Светото дрво, кој е кај древните македонци? Денес, со што ги китиме домовите за бадник? Со дабови гранчиња. Па светото дрво кај античките македонци беше дабот. Додонскиот даб, најголемото светилиште на македонците. Сонцето, има ли храм Божи денес кај што не е сонцето? Во секоја црква влезете ќе најдете на олтарот, пред влезната врата, на главата на Богородица, на нејзиното рамо. А тоа е основниот символ во античката Македонија. Тој никогаш не бил гречки символ. Истиот овој греф кој што го цитирав Хелено, Филот вика, повикувајќи се на Аристофан и на Херодот, вели дека почитувањето на култот на сонцето е непатриотски чин, затоа што не е грчки символ, а употреба Грци. Тоа беа Атињани, Спартанци, Коринтијани, се разбира, тие немаа држава, имаа полиси како полудржавни творби. Кај Злате Крстевски рекол дека не деме многу, кај Донски исто така многу, и уште само на неколку да набројам, крвната жртва во темелите на куќата. Тој е обичај од древните македонци. Задушна гозба после секој погреб. Тоа е преземено од античките македонци. Оплакувањето на мртовецот, преземено од античките македонци. Кршење на колоч при Велчавка. Го знаеме тој обичај денеска.
венчавка во црква без кршење колач нема. Меѓутоа прочитате договарање ќе видите дека свадбата во Суза, оние 10.000 бракови македонски војници и персијанки, кога он ја побрал раката на Роксана од таткој и направил свадба, точно пишан обичајот со кршење на колачот. И со тоа мислам дека еве зашто не сакаа да нема. Гледате што све има кодирано во македонските символи. Уште колку време има, Личо? Мораме да одиме со куси од блок реклами, па потоа ќе продолжиме, ќе имаме уште 15 на минути, но мора поради програмската шема да одиме со куси од блок реклами. Со нас е Дардан Венецки, се враќаме со уште многу работи што ќе ги дознаете, не се сомневам, така што останете со нас, се враќаме веднаш. Се враќаме во За или против, мој гостин е Дардан Венецки. Зборувавме за Македонија, за она што е врежано во македонскиот код, за сите оние обичаи кои што ги влечеме милениуми веќе. Еве да продолжиме. Ќе продолжам со втората причина, поради која апостол Павле тргна точно од Македонија да го шири евангелието. Тоа е затоа што новата религија, христијанската, е религија на љубовта. Нема време сега да се впуштам, сакам да ги оставам поентите за на крај. Примери има многу и во Библијата и во Декалогот. Значи, тоа е религија на љубовта. Творците на оваа религија знаат каде го црпат изворот. Го црпат изворот во македонската империја, универзалната држава на Александар. Првата држава во која што сите народи, јазици и религии беа равноправни, во која се презираше робството, се презираше сребролюбието, се презираше криминалот. Најстрого се казнуваше. Тоа денеска треба да се појави некој Александар со неговите драконски казни, кој ќе попнел по државна казна, единствена казна била смртна. Тоа се знаело. Еден таков човек сега ни фали за да се оправиме од овие криминали кои што ги гледаме на секој чекор. Кога тргна во поход, Плутарх забележал дека сиот имот го поделил. И еден од генералите го прашува што остави за себе. Тој вели за себе остави в надежда. Очигледно мисли на надежда за подобро утре, без војни и без робство. Ова го има запишано Плутарх, еден од најголемите антички авторитети. А во Узбекистан има македонско село, кај што македонците имаат една импровизирана гробница, која што тие се ја третираат како гроб на Александар, меѓутоа од гробот излегуваат горе, символично, две празни раце. Тие знаеле улогата на Александар и што е неговото најсилно оружје, демек тргна во поход со празни раце, си отидов од овој свет со празни раце, не ви оставив држава иднина со подобро утре. Тој ги освои сите трезори од тука до Индија. Ништо не зема за себе, ништо не донесе у Македонија. Све ги ложи таму. Градеше патишта, системи за наводнување, пристаништа, храмови, театри, библиотеки, градови. Тоа се најпросперитетните години во историјата на човештвото, неговиот период на владење и неговите наследници во Азија и во Египет. Тргна со војска од 40.000 војници, се врати со 120.000. Толку беше сигурен во својата идеја што двојно повеќе војници имаше од победените народи. Понуди нешто што не се одбива. Таму облекуваше персиска облика, сите декрети во тие држави ги правеше двојазично, со јазикот на домородното население и првиот есперанто јазик коине, кој што мора да го учат сите, вели Квинти и Руф, и победниците и победените, значи и македонците и сите победени народи од тука до Индија. Можам вакви примери многу да редам, меѓутоа нема време. Еве, а неговите планови беа да изгради 800 кораби во Индија, пола од војската се врати по море, пола по сувеземен пат се сретна во Бабилон. Оттаму ја планува да изградат нови 1000 кораби во Средоземјото,
Неарх, водачот на морнарицата со 800 кораби од Индија, да заобиколи Африка, овој од Север Африка, да се сретнат кај Гибралтар, да освојат Африка, да предат заедно во Европа, да освојат и обединат Европа, да направат најголемата свадба во историјата на човештвото. Една направива во Суза меѓу 10.000 македонци и 10.000 персијанки, символично го направива обединувањето, покажава дека како му се намерите, не да плячка него да шири љубов. А од тука, кога ќе завршат овие сите освојувања, да се направи таа најголема свадба меѓу народите од Африка, Азија и Европа и да се стави крај на војните и крај на робството. Јас прашувам кој не сакаше да живее во ваква држава. Зато сите му ги отвара портите. И затоа јас велам тој го освои светот со силата на својата идеја, а не со оружјето. За жал, војниве профитери кои што живеат од војни продажба на оружје и грабеж на ресурси не сакаат да го чујат ова и да го спомнат. Се плашат некој да не повторно воскресе од оваа земја со истата идеја на Александар. Ја кријат, дали да го проучуваат како брутален убиец, војсководец, брилјантен, меѓутоа никој за ова не зборува. И третата причина зошто тргна, тоа е прашањето кому требаше. Па кому требаше, кажал апостол Павле во дела апостолски тамо. Кажал дека нели ги повикал оној горе да почнат со ширење на евангелието од Македонија. Тој кажал кому требаше. Им треба на македонците, дојди кај македонците, помогни ни. Тие беа најславниот народ од антиката, најголемата империја, задушени од бруталниот римски систем, распарчени на 4 дела, забранета трговија, меѓу нив забранета трговија, бруталност на секој чекор. Тие сметаат дека со таа нова религија на љубовта, ако ја прифатат римјаните, ќе си ја олеснат работата. За жал тие не ја прифатија, ги прогонува христијаните се до Миланскиот едикт. Сега тука доаѓаме финишот. Зашто ние не смееме, ова се причините зашто сакаат да не ништат, меѓутоа пресуно зашто ние не смееме да отстапиме. Измеќарите во служба на вавилонската блудница и на соседите жестоко притискаат сега да го прифатиме понудата од Вартоломеј, не го признаваат, не го прифаќаат Томасот од српската и руската црква, признавање од руската и Томасот од српската, и бараат нов, конечен Томос од Вселенската патриаршија. А Вселенската патриаршија донесе една брутална одлука. 5. мај, односно 9. мај 22 година, не внесе во канонско единство со другите помесни православни цркви, меѓутоа трите наредни точки се катастрофа, убиство за нас. Вели, се признава црквата како црква Охрид. Внимавај, само во границите на Република Македонија, значи ни се одзима црковната юрисдикција во црквите во диаспората, без додавката македонска или било каква изведенка од името Македонска, вели како што вашиот предстојател, значи првиот човек бараше. Некој од кабинетот на Стефан побарал. Се знае и кој е тоа, не го објавува, тој веќе не е тамо, меѓутоа не признава Вартоломеј. А нашиве измеќари на кој предночи еден портал. Секој да мрдне некој и последното попче во најмалата епархија да отиде негде, тој известува. Новинар, иначе на една национална телевизија, има портал што се бави со религија, прекопна за вистински и прав Томас од Вартоломеј, а не го објавува ова писмо. Нас во македонски манифест ни го доставија свиркачи и ние едини реагиравме. Срамно е ниедна телевизија, бар ја не сум видел, се извинувам ако некој тоа го кажал, интергалниот тест го објави Македонската православна црква, интергалниот дел во своето службено гласило, меѓутоа медиумите мог. Тој не тера, нека прости Вартоломеј, тој сака да биде папа, а не може. Таму кај католиците има цезаропапски систем, папата е врховен поглавар на сите католици, ама го избират кардинали од цел свет. Ке се соберат 300 во Рим и додека не искочи белиот шат, нема избор на нов
папа. А кој го избира патриархот во Истанбул? Тоа е црква на Истанбул, не е ни на цела Турција според Светскиот македонски конгрес и Тодор Петров. Тоа е страмата што се кажа, тоа е во православието имаме систем на помесни цркви, по место на држава, секоја суверена држава си има своја црква. Си уредува својата црква. Внатрешното уредување е мешање во внатрешните работи. И ниедна помесна црква не смее да се смеша во внатрешното уредување на друга црква. Вартоломеј прв меѓу еднаквите по достоинство, а не и по надлежности. Тој не може да биде папа. Сака, ама не може. Затоа, нас, впрочем, Томос не ни треба, ние Томосот го добивме од апостол Павле. Апостолска црква не може да добива Томос, и поготово не од бугарската, која што е помлада од нашата цели 800 години, или српската која е 1150-1170 години помлада. Нас Томос од такви цркви не има. Керката не може да биде мајка на својата мајка. Сакаат да не бришат Лјупчо, меѓутоа, на жалост, не ќе можат да успеат. Овие избекири ќе си џавкаат, ќе си лаат, а синодот има комисија формирана после враќањето на Дедо Стефан од Ватикан, комисија за преиспитување на именувањето на нашата црква со илинофонските цркви, меѓутоа таа за сега мирува, се надевам дека ќе превладува мудросте и ќе ја повлечат, ќе ја укинат таа комисија. Не ни треба нас. Ние сме македонска православна црква од апостол Павле до денес и друго не можеме да имаме. Нема друга македонска црква па да некому му пречи. Колку да сакаат нема да не избрашат нашите древни предци името Македонија, македонски и македонска црква го кодирале на повеќе места. И со тоа сакам да финиширам. Го кодирале во најстарите пишени записи, го кодирале во Библијата, го кодирале во најстариот мит за настанокот на светот, го кодирале во крстот, го кодирале во глаголицата. Првата буква од глаголицата е крстот. Тоа е со два издатоци на хоризонтална линија, тоа е лебед во лед, латините го викаат сигнус, а кај македонскиот народ тоа е со звездието голем крст, кој се наоѓа на северното небо и никогаш не заоѓа. Ни дење, ни ноќе, ни зиме, ни лете. Гледајте, тоа е со звездието голем крст. Буквата А во глаголицата. Првите 9 букви од глаголицата се 9 созвездија од северното небо. Графички поврзани. Меѓутоа, кога сите, значи секој поединечно дава буква од соодветната од глаголицата. Меѓутоа, ако тие созвездија повторно графички ги поврзаш, повторно даваат еден символичен крст. И последниот слайд ќе ја замолам режијата. Не знам дали го имаме само тој слайд. Последниот. Да. Тој на не, овој беше што го имавме, не. Ти кажав дека тоа не успеавме да го префрлиме, стигна подоцна. Добро, јас го имам овде, ќе го покажам и со тоа да завршиме. Го, дали го гледаме? Нека зумира. Тоа се 9 созвездија поврзани меѓу себе, повторно прават крст. Со тоа Македонија се обезбеди место во вечноста. Колку сакаат нека не бришат. Овие Библијата, старите книги, созвездијата, азбуките не можат да ги избират. Ќе останат вечно. Затоа Македонија вечна, никогаш северна, само Македонија. Вечна да ни. Ти благодарам што беше на гости. Благодарам и тебе, Лјупче. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.